Почитувани представници на медиумите, вистинска намера на власта МВР да издава лични карти по брза постапка и по завршување на јавниот увид во избирачкиот список не е интересот на граѓаните. МВР ја манипулира јавноста затоа што издавањето на лични карти по брза постапка има смисла единствено доколку тоа се прави за време на јавниот увид во избирачкиот список до 30 март оваа година. Бидејќи согласно изборниот законник, само додека трае јавниот увид до 30 март, лицата кои ќе добијат нови лични карти може да бидат впишани во избирачкиот список и да гласаат, исклучиво со нивно лично барање до подрачното оделение на ДИК. Доколку таквите граѓани сепак се најдат во избирачкиот список, тоа ќе значи дека МВР спротивно на законот доставила податоци до ДИК за граѓани кои во моментот на распишување на изборите немале важечки лични исправи. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска треба да одговори на јавноста што се крие зад намерата МВР да издава лични карти по брза постапка до денот на изборите. Дополнително, министерката Јанкуловска должи одговори на уште едно важно прашање. Дали 12.255 граѓани, за кои Јанкуловска јавно потврди дека имаат документи со истечена важност, МВР ги има ставено во податоците за избирачкиот список, што МВР ги доставува до ДИК со пресекот на денот на распишувањето на изборите 1 февруари ова година. МВР мора да даде одговор за своите наводи и да објасни какви податоци доставила до ДИК, за да се отстранат сите сомнежи за можни манипулации и злоупотреби. Според членот 43 од изборниот законник, единствено МВР е надлежно да доставува податоци за граѓаните врз основа на кои се оформува избирачкиот список. Државниот завод за статистика, како владина институција, ја врши обработката на податоците доставени од Министерството за внатрешни работи. Во прилог на ова говори и фактот што единствено МВР во Република Македонија го поседува и го води регистарот на граѓани од каде се црпат личните податоци за граѓаните. Јасно е дека нема никаква можност за префрлување на одговорноста од МВР на ДИК околу запишувањето на граѓаните во избирачкиот список. ДИК ниту издава лични карти, ниту издава адреси за живеалиште на граѓаните, ниту издава државјанства, што се законски услови за граѓаните да може да бидат во избирачкиот список, односно во податоците на МВР кои ги доставува до ДИК. Горе изнесените факти ги потврдува и извештајот на ОПСЕ ОДИХР од 12 декември 2013 година за проценката на споделувањето на личните податоци во јавните регистри. На страна 2 и 3 од извештајот јасно и недвосмислено е наведено дека МВР е одговорна за точноста на податоците во избирачкиот список. Отука, Министерството за внатрешни работи мора да излезе во јавноста со прецизни одговори на овие прашања. Благодарам. Имате можност да ги видите избирачките списоци? Избирачкиот... Ќе можете да реагирате според измените на законот? Ние, значи... Да договарате решение или дополнување? Апсолутно, избирачкиот список е на увид, граѓаните можеа да вршат увид за претседателските избори, таква можност имаат и за парламентарните избори и сите забелешки и граѓаните на Република Македонија за кои што имавме повик да се проверат дали ги има на избирачкиот список и ние како политичка партија за сите забелешки ќе ги доставиме до Државната изборна комисија. Ова што го спомнувате, алудирате на оние над 100.000 гласачи што беа кажани од МВР дека не се ги немаат личните документи биометриски за избори? Алудирам на информациите и изјавите на министерката Јанкуловска која што даде во јавност. Кандидатурата за господинот Пендаровски ќе се поднесе утре. Колку има подпишано ако не е тајна пратеници? Сите пратеници од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и од коалицијата. Да не може да кажете кој ќе поднесе политичка одговорност за скандалозниот тендер со паркинзите во Куманово, дали Манчевски или градоначалник Адамјанов? За тоа ќе барате одговор од надлежните институции кои што спроведувале такви постапки. Тие мотивираат и вклучуваат во изборна кампања се и се што. Јас
очекувам дека денеска, односно во оваа изборна кампања ќе се случи тоа, да ги активират и таквите фантомски гласачи. Меѓутоа, колку повеќе ги вклучуваат, толку повеќе губат. И затоа мислам дека тие треба да размислат дали е нормално и добро да ги понижуваат така граѓаните на Република Македонија. Може ли околу составувањето на пратеничките листи до каде сте да ни информирате? Потеке постапката за предлагање на можни кандидати. По општинските организации? Да, по општинските, по местните одбори, така како што е пропишано според процедурите на статутот на СДС. Рано да разрешуваме за кампања. Изборната кампања ќе започне кога е законскиот рок, значи. Добро, ајде како го коментирате активностите на председателот, односно сега веќе е кандидат за председател и актуелен председател на Македонија? Дали ги сместувате во кампања или во председателски активности? Незначајни активности. Тој 8 години е председател, како да го нема Република Македонија и не знам зошто и денеска да му придаваме важност кога се шета по селата со раце во джеп.